Сега тие бизнес елити се обидуваат да изнајдат соодветна подлога и како да се вратат пак, како што они нарекуваат да бидат играчи. Вела дека има пад на гласови во централното градско подречје. Да се сеќавам на тоа, беше ли инженеринг, како се сеќавате. Тогаш беа полнети кутии на гласачки места и сосема неспоредлива таа состојба со денеска. Денеска немате полнење на кутии, немате такви злоупотреби. Почитувани гледачи, вие сте на YouTube каналот Площад Прес, подкаст Без пардон, 11-та емисија. Денеска со мене во студиото е Максим Димитриевски, градоначелник на општина Куманово. Господин Димитриевски, добро дојдовте во студиото на Площад Прес. Добро ве најдов во 11-та емисија. 11 број 1 плюс 1 се 2. Како и бројот на избирачкото лист. Добро. Прво, благодарам што најдовте време за гостување кај мене во овој подкаст. И да ви кажам за почеток дека ќе разговараме на македонски јазик, ја останувам доследно на мојот став дека не може еден сериозен подкаст со сериозни гости кои разговарат на сериозни теми да разговарат на нашиот локален дијалект. Сепак сте градоначелник на Куманово, дел од владина коалиција и можам да кажам интересен и за публиката надвор од Куманово. Со задоволство, тоа е наш мајчин јазик. Така. Ајде сега да одиме за она што е топ тема за неколку дена се локалните избори. Кажете ми, дали сте изненадени од изборниот резултат кога видовте со кога одите во втор круг? Па не сум изненаден, мораше некој да оди во втор круг, бидејќи голем број на кандидати, особено албанскиот блок на партии има своји кандидати. Очекувано беше. Факт е дека одреден број на гласови на одредени коалиции се слеа кај независниот кандидат. Имаше и покрај тоа скриена подршка од поединци кои што доаѓаат од други политички субјекти. Тоа е резултатот. Влегувам во вториот круг со 11.000 гласа разлика. Најбитно е да имаме демократска кампања, да имаме демократски процес, чиста граѓаните нека одлучат. За кого сметаат дека треба да го менаџира Куманово. Кампањата беше доста коректна, барем според моје мислење, немаше некои отровни стрели од други табори. Повремено по социјални мрежи повеќе од ботови отколку самите актери на политичката борба. Па имаше тешки зборови во кампања од страна на одредени кандидати. Јас оваа кампања ја водам де факто против сите кандидати, бидејќи јас сум носител на позицијата градоначелник и тоа е во ред. За мене тоа не е ново. Ова е трета изборна трка за мене и е општо прифатливо се доколку се држите во рамките на дозволеното. Сметам дека и овој втор круг ќе заврши така и не дало е многу брзо. Ќе видиме каква ќе биде желбата на кумановчани. Јас очекувам убедлива победа. Гледам дека оптимизмот не ве напушта. Вие пред изборите кажате дека ќе победите уште во првиот круг. Јуто сега во втор круг сте убедени по победа. Значи јас реков, извинете само малку, не очекувате изненадување, бидејќи се спомнува она што се случи 99-та година кога имаше огромна разлика меѓу тогашниот кандидат за председател Тито Петковски и Борис Трајковски, па во вториот круг се деси промена на расположението кај граѓаните и победи Борис Трајковски. Се сеќавате на таа? Да, се сеќавам на тоа, беше ли инженеринг, како се сеќавате. Тогаш беа полнети кутии на гласачки места и сосема неспоредлива таа состојба со денеска. Денеска немате полнење на кутии, немате такви злоупотреби во изборниот процес, а што се однесува до мојот став за прв круг, јас многу добро се сеќавам дека реков, јас очекувам победа во првиот круг, но факт е кога ќе направите математика, имате електорат дури до 30% или 11.000 гласа кои што отидоа кај кандидатите од моноетничките албански партии. Тогаш нема логика во толков број на кандидати да очекувате 100% победа во првиот круг, но волјата на кумановчани веќе беше јасна со овој резултат, таа е пласирана во јавноста, секој има право легитимно да се бори. Јас веќе му честитав на мојот против кандидат за влез во вториот круг, а ќе видиме како ќе одлучи Куманово за неколку дена. Ајде сега за овој вовед кога уште разговараме за политички теми, ме интересира вашиот став за овој изборен резултат од еден друг аспект.
Ако ги погледнете приликите во Македонија, се случува ситуација. Имаме владина коалиција која е јака, а од друга страна го имаме левица која има нагорен тренд, која се уште моделира како политичка партија, и го имаме СДСМ која е во нокаут, и се појави Горан Стојковски Диро. Колку е добро за Македонија таков развој на наследен, види, па ќе те вратам на време кога, извини, малку почнавме ти, ви, али верувам дека не ти тоа толку пречи. Во едно твое интервју ти кажуваше дека во СДСМ си уште до 94-та, така некако беше, да. Сеќаваш на изборите од 94-та година кога ги бойкотира изборите парламентарни ВМРО ДПМН и Петар Гошев, тогаш како коалиционен партнер, и целата власт во Македонија беше во рацете на Сојуз за Македонија, предводен од тогашниот председател Киро Глигоров. Некако ми се чини како ова на државно ниво доди во тој правец. Да имаме од една страна јака владина коалиција со јаки партии внатре, меѓу кои и ВМРО ДПМН, ЗНАМ, ВЛЕН, ДПСМ и другите, и ка сите други има пат. Прашањето ми е кој ќе биде коректор на владењето на владината коалиција, ако продолжи вака? Првично, ја не сум политички аналитичар, да правам сега анализи, јас сум кандидат и во својство на кандидат овде кај вас во студио. Не согласувам со вас дека има секаде пат. Знам како нов политички субјект кој што постои година и половина. Левица, например, постои... Левица постои 10 години како партија и повеќе. Таа на овие избори во одредени места има раст, на одредени места има пат. Се зависи каде имате кандидат за градоначалник или немате. Доколку знам, имаше свој кандидат за градоначалник на град Скопје, тоа ќе беше поранешниот началник на Генералштабот Горан Чокотевски, и ние ќе имаме многу поголем број на гласови за советничките листи во Скопје. Но решивме да ги поддржиме нашите коалицијски партнери од ВМРО ДПМН и од ВЛЕН на сите места кај што немаме кандидати, а тие тоа го направија во сите општини, тоест 2 општини во Македонија. Ние имаме 2 кандидата во моментов како нова политичка партија, кој што се пласира во втор круг. Едниот во Куманово како апсолутен фаворит и вториот во Скопје, кој што е многу близу до актуелниот градоначалник, кој што доаѓа од редовите на Скопје, од редовите на СДСМ, но факт е дека најголемиот пат дефинитивно на овие избори го има СДСМ. Бидејќи му недостасуваат голем број на гласови. Зошто? Самите треба да се анализираат. Инаку што се однесува до независните кандидати, има одредени изненадувања. Во делов на Куманово за мене не е изненадување, бидејќи јас тоа веќе и претходно го реков, кај нас независните кандидати не се независни. Независен кандидат бев јас пред 4 години, влегов во еден процес, собрав околу 2000 подписи и излегов пред граѓаните директно подржан од група на граѓани, не од 1, 2 или 3 граѓани, влегов во тој процес и водев во првиот круг, се борев сам против сите, во вториот круг веќе ги добив гласовите и на опозицијата тогашна и убедливо победив. Сега овие кандидатури се малку поинакви, зошто? Законот не изедначи сите. Но како идеја сега во сред изборниот процес да давам критики на тоа не е коректно. Реков, јас го прифаќам мојот против кандидати и ќе се надпреваруваме секако пред граѓаните, ќе ги изнесеме нашите програми, ќе видат граѓаните на Куманово, ќе одлучат дали сакаат континуитет или пак сакаат да експериментираат. Сакам да ви нешто да допрашам во контекст на она дебата на ТВ Телма. Кога се сеќавате кога го прашавте, кога со Горан Стојковски Диро разговарате за тоа колку е тој независен. Тој даде коментар дека слични има и за ЗНАМ, дека за нив стои, дека за ЗНАМ стои Бранко Црвенковски. И кога што исто како што овде во локално се зборува дека за него стојат влијателни функционери на СДСМ. За кого зборувате од СДСМ? За Оливер Спасовски. Добро. И за бизнис лоби кој стои зад него. Неговиот коментар беше дека
јас во состојба сега да се бранам исто како вие кога сте браневте дека за вас стои Бранко Црвенковски. Што може да кажете нешто плюс на таа тема? Јас не се бранев тогаш пред 4 години од Бранко Црвенковски. Ниту пак ден денеска се бранам, но Бранко Црвенковски е во политичка пензија, апсолутно ниту активен во политиката, ниту активен чилител во општеството во моментов. Гледате, повлечен, скроз јас со него се немам слушнато, дури ни видено подолг временски период. Од медиумите видов дека имал средба во Охрид со носителката на листа на Знам, но таму на таа маса седеа и луѓе кои што се членови на негово семејство, а се активни во Знам во Охрид, како и да е, мене ми е мило ако имам јас директно подршка од Црвенковски, бидејќи исклучително го ценам. А што се однесува до господинот Стојковски, тој нека говори за себе. Видете, ние сме мал град. Овде се знае се. Значи, Максим Димитриевски во Куманово има проблеми. Единствено со група на луѓе, кои што се финансиски моćни, кои што сакаат во Куманово и во континуитет создале до 2017 навика, кај ќе стават прст, тоа да биде нивно, кај ќе замислат во главата тука да никне зграда, поголема или помала, и едноставно со парите преку кои квадратите земјиште ги трансформираат во квадрати простор за живење, кој што се продава по енормно високи цени, дел од тие пари ги користат за да придобиваат политичко влијание. Тоа кај мене не успеа да го направат сите овие 8 години. Јас успешно го заштитив централното градско подрачје. Вие во Куманово во мандатот мој немате ниту еден нов случај на Палас, немате ниту еден нов случај на Бербери зградата под Зелениот пазар, ниту еден нов случај на зградата Меринос, ниту еден нов случај на зградата Вајкики и уште многу такви негативни примери кои што го доведоа во состојба ваква каква што е градот. Сега тие бизнес елити се обидуваат да изнајдат соодветна подлога и како да се вратат пак, како што они нарекуваат да бидат играчи. Што се однесува до господинот Спасовски, општо познато е какви се моите односи со него и зошто ние се разидовме. Првично многу ќе беше покоректно истиот да излезеше, да стане кандидат за градоначалник, да се соочиме пред кумановската јавност, а не секогаш во стилот на византиските игри да се крие за еден, друг или трет кандидат. Тој на овие избори повеќе од јасно е дека имаше 2,5 кандидати. Зашто 2,5? Па затоа што едниот му беше Мартин Костовски, вториот му е актуелен мој против кандидат и секогаш има една половина резерва кај некој од третите кандидати, затоа што тој така навикнал да работи и да функционира. Но како и да е, најдобро беше да излезе сам и да се соочиме еднаш конечно на избори, но војдејќи се он веројатно од фактот дека нема победено ни за председател на местна заедница на гласање во животот, а камоли повеќе, нема доволно храброст да го направи тоа, па бара одредени луѓе, како што тоа го прави многу вешто кај квази новинари, новинарски апологети, да пласира многу пати вести кои што на него му одговараат. Водеа една црна кампања интензивна против мене, која што јас ја игнорирав, преку различни Facebook портали и друг тип на медиуми, па дури и групи на медиуми контролирани од СДСМ, со една агресивна кампања изминатите 6 години постигна одреден резултат кај граѓаните, но на крајот на денот тоа што не можат да го постигнат е резултатот кој што јас од позиција на градоначалник го испорачав кон граѓаните на Куманово. А тоа е ова овде што е напишано. Ајде, во овој отчет. Ќе ми дозволи сега малку со ова излагање ми одговори на дел од моите прашања на овој лист, меѓутоа имам некои кои се дел од таа, да ја кажам, политика на централно ниво, па ќе се вратиме на она што е локална тема, имам и за тоа што ти пред малку зборуваш. Значи, мене ми интересира повторно пред гледачите на Плоштад Прес за коментарите дека Знам ќе заврши како НСДП и какви се односите во владината коалиција. Имам уште едно прашање, колку сте задоволни на скала од 1 до 10 од поддршката на ВМРО ДПМН на овие локални избори за вас?
Па, најпрво знаме нов. Ние прв пат излегуваме на локални избори како политички субјект. Постоиме 1,5 година. До вчера немавме ниту еден градоначалник, ниту еден советник. Зошто? Јас не станав градоначалник како кандидат на ЗНАМ, станав градоначалник на граѓанска иницијатива за наше Куманово. Во меѓувреме излегуваме на парламентарни избори. Имавме листи во сите изборни единици и анимиравме некаде над 55, 56, па дури до 59, мислам, илјади гласа, со 6 пратеници. На овие локални избори во меѓувреме успеавме да направиме одреден број на општински организации, каде што кандидиравме во 52 општински организации, од вкупно 81 општина во државата, своји кандидатски листи за советници и 20 кандидати за градоначалници во општина Куманово и општина Центар. Кога ќе ја видите бројката на освоени гласови од приближно 39.000 гласа и ќе одземете бројката на гласови кои што ние ги имаме освоено во останатите општини во Македонија кај што немаме кандидатски листи. Ние на овие избори, како знам, се потврдивме на локални избори каде што одзивот е многу помал, бидејќи го освоиме приближно истиот број на гласови кои што го имаме освоено и на претходните избори. Зошто сме ние различни од НСДП? Затоа што НСДП беше друг тип на проект. Ние сме своји. Ние излегуваме сами од граѓанска иницијатива, формираме граѓански здруженија, тие граѓански здруженија формира иницијатива за формирање на политички субјект и она што е многу битно, ние се развиваме структурално како политичка партија во сите општини. Резултатот од тоа е денеска, знам, на ниво на Македонија има 43 советници. Тоа го немаат одредени средни партии во државата кои што постојат повеќе од 20 години и со регистрација и со нивно активно учество на власт. А во делот на креирање на нашите политики, тука сме апсолутно автохтони и ме прашавте какви се односите во владината коалиција, апсолутно никогаш не биле подобри од сега. Дали можеше да добијам поголема поддршка од моите коалициони партнери во првиот круг? Секогаш да, добив поддршка и таа поддршка за мене и како значи, но јас го разбирам фактот дека во првиот изборен круг голем број од активистите и симпатизерите на ВМРО ДПМН всушност работеа и беа насочени кон поддршка за нивната кандидатска листа за советници и тоа е легитимно, но огромен број на гласови исто така дојде на моје конто. Немам правено точна анализа, нити пак може да се направи точна анализа колкава е бројката на гласови кои што дошле кај мене на конто како кандидат Максим Димитриевски, но таа бројка е значителна и јас ви уверувам дека во вториот круг ќе биде сигурно уште поголема. Зошто? Затоа што сега во втора фаза на кампањата ние настапуваме со заедничка кампања. Во првата фаза тоа не беше така, бидејќи беме сконцентрирани на советничките листи. Мило ми е што граѓаните на Куманово, во оваа прилика им се заблагодарувам на сите, првенствено дадоа огромна поддршка на советничката листа на ЗНАМ, која што има денеска најголем број на мандати и освои најголем број на гласови. Дополнително второ пласирани се ВМРО ДПМН, па потоа одат сите останати, што значи веќе оддалеку се гледа и новата коалиција на локално ниво, таа неформално и веќе составена и верувам дека во иднина оваа коалиција ќе работи исклучиво во интерес на граѓаните и ќе успееме, бидејќи нашиот пристап на ЗНАМ е таков, да го намалиме влијанието на политиката и на политичките партии, а да го зголемиме влијанието на граѓаните, бидејќи на нив им ги решаваме овие проблеми. Добро, пред да одиме на локални теми, уште едно имам она што влегува во, да кажа, во оној сет прашања за политиката на државно ниво. Ако сакаш, можеш да прокоментираш дали е можна владина реконструкција, нешто се најавува во тој контекст и се сполнува дури наредната година и предвремени парламентарни избори. Кој е твој став по тоа? Мислам дека владина колку ни е потребно во принцип предвремени парламентарни избори? Реконструкција на владата е техничка работа, зависи од премиерот и јас сметам дека треба да има реконструкција, бидејќи сметам дека одредени министри не испорачаат доволно, може да испорачаат многу повеќе. Што се однесува до предвремени избори, а колку се задоволни од твоите министри? Ќе го прокоментирам тоа. Подоцна што се однесува до предвремени парламентарни избори, тоа е одлука која
што многу малку зависи од, знам многу повеќе зависи од ВМРО ДПМН. Но ние како нов, мал политички субјект, ние не бегаме од избори. За нас секој избори се нов предизвик, бидејќи ние на самите избори се проверуваме и се потврдуваме. Еве, на локалните се проверивме, но секогаш локалните избори имаат помал одзив. На парламентарните доколку ги има, повторно ќе се провериме и сметам дека во најмала рака ќе ги повториме истите бројки, бидејќи овие кои што ги освоиме ни го даваат тоа право да размислуваме така. Например, ние имаме добиено советници во места кај што буквално немаме општинска организација, во Чучер Сандево. Имаме добиено 3 советника во општина Пробешти, кај што вчера основавме општинска организација со 7 членови. Имаме добиено 3 советника во Свети Николе. Не очекуваме таков резултат. Падот на знам единствено се случува во општина, во градот Скопје, зашто бидејќи генералната концентрација на гласови одеше кон кандидатите за градоначалници и тие ја влечеа сушност таа главна енергија за добивање на гласови на кандидатски листи. Таму имаше огромен број на кандидати за градоначалници. Замислете, граѓаните излегуваат на гласачко ливче, да гласат 16 кандидати, ливчето е од овде од мене до вас, и дополнително двојна бројка на кандидатски листи за советници. Кај ќе ве најдат да ве заокружат? Се фокусираат де факто на партијата, на знакот. Во таков изборен процес, на такво гласање, многу е тешко малите субјекти да освојат подршка без да имаат носител. Тоа е сличено со случајот на минатите избори кога јас бев кандидат, независен, но познат во јавноста, а имавме листа на луѓе со аутсайдери во политиката, но повторно освоивме најголема подршка за советничката листа, тогаш СДСМ беше за еден советник посилен од нас, од позиција на власт. Денеска комплетно е променето. Мене ми е мило што се создава една шареноликост на политичката сцена, но факт е дека во нашето општество, тие кои што доминираат и кои што ги влечат доминантните гласови се политичките субјекти. Се уште во Македонија не се создадени услови за доаѓање на политички групи и поединци кои што излегуваат сами на избори. Еве, земете го примерот. Освен господинот Стојковски, значи ние немаме друг пример во Македонија каде што имате сериозен против кандидат. А овде е евидентно каква е разликата во гласови во Кумано. Зошто мислам дека разликата беше 30 на гласа со кандидатот на ДУИ или 80 на гласа. Да не беше отворена политичката подршка од некои политички субјекти кон него, веројатно ќе останеше на бројка од некаде 2000 гласа, каде што секогаш на избори независните ги освојувале помеѓу 2 и 3000 гласа. Добро, сега може да одиме на локални теми, бидејќи локалните избори се за неколку дена. Во едно интервју велиш дека одлука да се кандидираше поради недовршени проекти и реализација на нови проекти. И ова посебно ми остави впечаток, велиш никого не разочаравме. Дали е баш така, господин Димитриевски, дека никого не се разочараве? Ова е од интервјуто за Фокус. Никого не разочараме од аспект на политичка партија. Тоа не го говорам од аспект на градоначалник. Сигурно дека има разочарани луѓе од мене. Јас сум 2 мандата градоначалник. Дури и ова улица пред вас, пред вратата кога ја копавме, да го смениме водоводот кој што е постар од 60 години и никој не се осудил да го смени. Се разочараа многу луѓе кои што живеат овде. Јас сум метри пододел овде и беше стварно језиво. Но видете, вие не можете да промените линија која што никој не ја чепнал 60 години без да раскопате и без да се создаде кал. Едноставно е невозможно и се разочарале луѓе сигурно и од мене. Тоа се види и во самите бројки. Но како и да е, генералниот тренд на Куманово и мислењето на граѓаните покажува дека се согласуваат со генералните политики на нивниот градоначалник да продолжи да го менаџира овој град. Зошто? Јас реализирав голем број на проекти, Марија. Во однос на работењето во овие 8 години, да имавме ние, луѓе кои што во изминатиот период во последните 30 години работеа 50% со тој интензитет. Ние денеска во Куманово
Немаше да зборуваме за реконструкција на Моша Пијаде во центарот на градот или пак за реконструкција на Бајрам Шабани и прв пат изградба на атмосферска канализација, иако истата улица е на непосредна близина на најголемата атмосферска канализација во Куманово, тоа е Серава. Да. Што значи немало континуитет во работа. Наследив една општина која што беше под банкрот, трета најзадолжена во државата. Над 15 милиони евра. Видите, само за персонален данок. Што е законска обврска по закон да го платиме секој во рок. Така. Општината имаше долгови над пола милион евра. Несвојствени работи. Должиме на невладини организации за програма за култура и спорт и на спортски клубови на 300.000 евра. Плюс на сето тој камати. Сето тоа го раздолжиме. Тоа го често потенцирате дека општината била заглавена, дека сте раздолжени. И денеска не, од 5 јавни предпријатија, кои што беа комплетно под финансиска блокада. Денеска се 2. Јас немам чаробно стапче да ги решам сите проблеми. Добро. Но има еден друг феномен. Кога вие испорачувате во континуитет, добро, тогаш граѓаните и очекуваат многу повеќе. Ке вратам на назад. Се пуштаат 2-3 улици за време на 11 ноември, добро, периодот пред 2017. Добро. Се сечеа ленти и тоа беше. Добро. Ке се пушти еден проект или капитален проект, ке се реализира за 4-6 како што беше градскиот базен со сите негови пропусти и ке се представи како мега проект. Имавте тогаш 1-2 медиуми ке се пласира, денеска е сосема поинаку, ги имате социјалните мрежи. Како доста моќно. Да, ама дефинитивно и луѓето се информираат преку тоа. Денеска, па ние во последните 3 месеца имаме реализирано повеќе од 50 проекти. Дури јас не ги не објавувам на социјалните мрежи. Можеби мојата мана е што јас никогаш не правев пиар од сето тоа што го работев. Добро, некој ќе каже како на банкомат. Да, баш тоа мисля да ви кажам, али видите, пиар тимот ви е стварно добар, да морам да бидам. Можеби за кампањата, да, што се однесува до представувањето на проектите, јас само ги информирам и граѓаните и медиумите со тоа што е направено. Најдете ми еден случај каде што во рок од овие 8 години јас како градоначалник одитов на одредена локација и пресеков црвена лента. Еден најдете ми и веднаш ќе се повлечам од сите функции. Тоа си во право, али она што вели за банкомат, и тоа држи. Никој работи едноставно влегува, што велат во job description, едноставно нешто што е завршено како обврска на општината не мора нели баш на тупанство и комитманство. Тоа е годишен извештај за работа на општината, за реализација на годишната програма на општината. Вие не можете преку ноќ да ги подобрите работите. Затоа јас велам на Куманово му е потребен континуитет да продолжи тука кај што застанал. Од друга страна, во моментов, поради добрите политички односи на релација локално-централно ниво, Куманово за прв пат добива можност да дојде до посериозни средства. Но истите да има можност да ги реализира. Ќе зборувам и затоа што има многу прашања да не останат неодговорени. Пак ова нешто што имам од интервјуто за Фокус, во Фокус, велиш дека во тој интервју дека си посебно горд на 3 проекти. Соколана, спортска сала и плоштад Маршрутито. Така е. Сега вака. Значи, Соколана, колку време се прави? Има, јас често во некои мои текстови во плоштад давам споредба, во Дубај Бурдж Халифа е направија за 6 години. 800 метри, 150-60 се спрат. Соколана уште не е завршена, колку години се прави? 6-7, така. Не е точно. Колку години се прави? Еве сега ќе ви одговорам. Соколана е вратена во собственост на општина Куманово пред 4 години. Пред 4 години. Да. Ако се сеќавате, имаше еден несреќен случај каде што едно детенце загина таму, веднаш потоа. Значи ние баравме од државата да ја врати, не ја враќа пред 4 години. Некаде 4,5 години конкретно донесе одлука да ни ја вратат. Се направи примопредавање. Преку нашето јавно предпријатие за просторно и урбанистичко планирање и изготвување на проектна документација, направиме проект за реконструкција. 2 години водеме постапка
истиот проект да биде оверен во конзерваторски центар и не само објектот Соколана, бидејќи тоа е цел комплекс Соколана. Зборувам проект. Тоа е моја стара нова. Тука имате градски парк. Тука тука имате едно мало игралиште спортско, имате друго големо игралиште, Соколанско игралиште, имате дополнително, значи, фитнес комплекс, имате партерно уредување околу Соколана со реконструкција на целиот паркинг. Конечно успеавме некаде пред 2,5 години да обезбедиме позитивно мислење од конзерваторскиот центар. Самиот објект, велите не 4, се прави некои 50 години, барем јас помнам уште како дете, нема политичка елита, која што не доаѓаше да се слика пред Соколана и да ветува дека ќе ја направи. Зборувам од 90-тите години, кога јас бев средношколец. Ниту една не ја чепна, туку ја оставија на завод на времето. Прв кој што влезе таму, во некоја реконструкција, е токму Максим Димитриевски. Го завршивме кровниот покривач. Завршивме комплетната статика на објектот, ја стабилизиравме за да не се урне објектот. Целиот објект беше значи закривен и излезен од старата темелна плоча. Тоа го стабилизираме. Видите, само за еден опфат што го направивме внатре, а тоа е вградување на челична дополнителна конструкција за да го држи објектот. Постапката траеше за конзерваторското мислење 1 година и повеќе. Тоа е објект под заштита. Али ќе ми дозволите, граѓаните тие работи не ги знаат. Јас го кажувам тоа за да го знаат граѓаните. Другиот дел. Ајде. Целиот парк е реконструиран комплетно. Добро. Значи, таков каков што е. Дојде до оштетување, под гаранција го направиме повторно, комплетно нов. Добро. Тоа што веќе е сосчувано таму, тоа е нешто друго. Вие како имате некој човек како завчера, иако клупата е сменета, да оди и да скрши 600 килограми клупат, значи тоа е веќе насилство, тоа е со умисла направено, како и оштетување континуирано на фонтаната и на чешмите за пиење на вода, нема ни еден вентил, тоа е веќе нешто друго. Свесно некој го прави тоа. Не можете да се одбраните, видите, во Златара влегоа со сила и направија плячка, а камоли да заштитите фонтана. Мала дигресија, Чаре за тоа каде? Значи ќе ви кажам Чаре. Значи целото игралиште комплетно е реконструирано со се трибини. Добро. Малото игралиште е реконструирано, фитнес центарот е направен, надвор, дополнително е реконструиран дворот. Сега недостасуваат уште 700.000 евра или некаде 600 до 700.000 евра да се заврши идентично фасадата на тој објект, која што мора да биде копирано, направена идентично како што била, витражите, стаклата, столаријата, која што и текако чини, и внатрешното уредување на објект. И еден ден тој простор ќе стане, значи, место каде што ќе биде истакната цела историја спортска на нашиот град, а дел од салите ќе бидат користени за гимнастика и сите други спортови кои некој имате ли проектирано некој датум кога би тоа? Па јас верувам, бидејќи доби ветување дека до крајот на оваа година владата ќе издвои средства директно да помогне за тој објект. Тоа го даде и ветувањето премиерот Мицковски. Кога го посетивме објектот и верувам дека веќе следна година ќе можеме да воведеме изведувачи да продолжат да работат и на фасадата, затоа гледате дека скелето не е воопшто демонтирано таму. А во меѓувреме да се надминат и сите тие недоразбирање со конзерваторскиот центар. Зошто? Бидејќи не може откако ќе вградите нешто ново да биде 100% идентично исто како што некогаш било. Тоа е проблем со тие стари објекти. Видите, Марија, ново се прави многу лесно. Ама од баба девојка многу тешко се прави. Таков е случајот и со малиот плоштад. Значи, полесно е да изградите нов плоштад, отколку стариот да го реконструирате. Еве и вторава група и тим на мајстори кои што дојдоа да работат, тргна одлично и одреден момент застанаа. Зошто? Па се што е квалитетно на пазарот на трудот е излезено да работи надвор. Вие не можете плочкар дома да најдете да иззалепи плочки. Тие што ги добиваат тендерите имаат проблем
со работна сила. Имаат неквалификован. 2 пати ги тераме да ги прелепуваат плочките и третиот пат повторно не ги наредија соодветно како што треба. Зошто? Па нема кој. Сега се чека една екипа која што работи у Германија да се врати по потекло од Команово, да се обидеме да ги внесеме во работа, да видиме дали можат да ни го завршат тој проект. Но тужбите одат. На крајот тој плоштад, таков каков што е среден, ќе го плати изведувачот кој што потпишал тендер и не го испочитувал. Тужени се и на тој плоштад ќе не чини 0 денари. Добро, предодам нови прашање кратко од кога збореше за Соколанскиот парк, за уништување. Граѓаните зборуваат дека ни е потребна комунална полиција. Како Чарев, бидејќи, знаете, неколку пати се случува општината нешто направи. Јас не знам, со кој од моите соговорници разговарав, она убаво катче доле кај Розе зграда, што викам и спортската сала, прекрасно место, јас го мој син често го водев таму, тоа е тотално уништено, што е ризично. На сите приговори од граѓаните, општината се добива одговор, ние направивме, не сме одговорни ако вандалите го тоа уништат. Не, каде Чарев? Општината е одговорна и да го одржува тоа, но за жал огромен вандализам е во градот. Тоа е игралиште кое што го споменавте, колку што знам, некаде пред месец и половина, пуштивме екипи првично да ги отстранат тие опасни делови. Значи, искршени метални шипки, федери и така натаму, за да не дојде до само повредување. Но дополнително, и јас се залагам за комунална полиција, но тоа се регулира со закон. Во Македонија, за жал, се уште не постои политичка волја да се воведе комунална полиција во следниот закон. Значи, предлогот за измена на законот за локална самоуправа, кој што е дојден од политичкиот субјект знам, до Министерство за локална самоуправа, покрај други предлози, стои предлог комунална полиција, но тоа е политичка волја. Зошто? Бидејќи ние сметаме во државата дека со комунална полиција ќе се разгласти постоечката полиција. Но видите, во континуитет во МВР се примаа несоодветни кадри. Интензивно последните 6 години. За жал, вие денеска имате полицајци на улица, кои што не, се стекнале со звање полицаец, кои што не поминале ни сериозни процеси на едукација, тргнувајќи од носењето на капите, па до постапувањето, еве сега да прошетаме низ градскиот плоштад, ќе видите како ви возат со мопеди и со мотори по самиот градски плоштад пред очите на полициските и униформираните службеници. Значи, стандардите се изгубени, Марија. Не може се преку ноќ да се смени. Оваа власт, јас ова го зборувам со години и најдов на тортура поради моите зборови во изминатите 8 години од позиција на градоначалник во очите на полициските службеници. Максим беше персона нон грата. Веројатно сте запознаени се какви процеси поминував во тие постапки. Видите, јас доживеав своевремено како градоначалник, кога одам на работа, утрото пред мене да паркира полициски службеник на одбележената пешачки премин пред општината возило, една млада дама, и јас си се обраќам со зборовите, ве молам, зошто тука вие треба да бидете за пример? А таа ми се сврти и ми вели, извини, ти не си ми шеф. Не одговарам кај тебе. Обрати се кај началникот. А тој истиот началник сега турка политички агенди. Истиот тој кој што кога му велев, дај ова со мотокултиваторите да го регулираме, ми велеше, јас со тоа чувам социјален мир. Па после 2 недели ми ги донесе на протест во организација со сите тие византици кои што се експерти за интригашење, сите на протест пред општината. Мојот пристап со таа група на луѓе е сега поинаков. Јас им велам во ред, го вадите левото од тоа, дајте да се канализираме, да се институционализирате, општината да ви даде локација кај што ќе бидете сконцентрирани сите, пунктови каде што тој смет ќе го изнесувате, каде што организирано ќе го собираме, вие заработувајте од тоа,
платете одредено осигурување во случај на сообраќајна несреќа да повредите некој, за да може да се надомести штета или да направите некоја штета и се согласуваат и бидете партнер на општината да го исчистиме градот, а не да го уништуваме градот. Мора да има многу прашање. Вака ако сте општини ќе трае како па јас сум таков Маријан, што да правам, нели долго време барате да се види. Како кај Ландов ќе трае 3 часа. Од тој интервју и од некои твои настапи велиш дека си горди на бесплатниот јавен превоз. Тука имам едно прашање, значи знаете дека нема ништо џабе, секогаш мора некој да плати. Барам едно објаснување околу бесплатниот јавен превоз. Јас не познавам друг случај каде е направено така да има бесплатно за сите без никакви критериуми. Друго е, има примери со одредени, како ги велат, ранливи категории за ученици, меѓутоа никаде нема досега случај со бесплатен јавен превоз за сите без никаков критериум. Многу ми е мило што го велите ова, бидејќи стварно во Македонија нема никаде бесплатен јавен превоз. Сеќавате некој го ветува. Јас не го ветував, го испорачав. Меѓутоа се жалат велат они кои не користат јавен превоз, а вели од мои пари се плаќа. Имаат право да го користат. Имаат право. Вклучувајќи ми и мене и вас. Так. Ако одиме сега на железничка станица, може да се качиме во автобус и да се возиме бесплатно. Зошто ако јас го имам едно право и не го остварувам, да гоускратам на друг? Бесплатниот јавен превоз беше мерка на општината, која што првично средствата за истиот да се обезбеди, субвенционирање на истиот, беа обезбедени од дополнителна наплата на даноци, квалитетна наплата, не зголемување на даноци, не се качени даноците во општината во последните 8 години и во делот на заштитата на јавните набавки. Тие буџетски средства ги искористиме. Некаде околу 67 милиони денари беа тоа. Или пресметано колку тоа комуновчани ги чини јавниот превоз, тоа значи 2 денари на дневна основа по глава на жител. 2 денари. Да. Или некаде, сега по нова цена, 45 денари по километар еден автобус ве вози бесплатно во Куманово. Такси возило вози 4 патници 80 денари. А автобус ве вози за 45 денари. Каде им е калкулацијата? Значи, јавните превозници не се како во минатото. Кога во минатото стоеше организатор на превоз, Делукс, кој што дури немаше ни еден автобус, а беше организатор на превоз, па ангажираше еден голем број на компании, преку кои се исполнува... Нема па накај Делукс. Не накај никој. Јас само кажувам реално тоа што сум го видел кога сум влегол во општината. Добро. Каде што сите компании му дава фактура за услугата, за организацијата, а тој им исплаќаше далеку помал износ и дел од тие средства остануваа кај него и потоа завршува се знае каде. Трансформација на квадрати земјиште во квадрати изграден простор. Но како и да е, денеска тоа го нема. Денеска имате 4-5 компании кои аплицирале на 26 линии, добиле линии, некои попопуларни, некои помалку популарни. Возниот ред е утврден, не е се идеално, далеку е, но ќе биде се подобро и подобро. Сега дали има некој друг, ќе ви кажам? Останувате горд на ова. Апсолутно сум горд. Да. Каде има? Еден Белград дојде не копира. Денеска Белград има бесплатен автобуски превоз. Но истиот таму, јавете му се на господинот Шапич и прашајте го колку чини. 4 пати поскапо него во Куманово. Зошто е така? Едноставно седнав и им објасним на превозниците дека тие како компании си имаат кренато преку нашиот град. Добро. Имаат направено сериозен капитал и дека е дојдено времето како компании да излезат во пресет на граѓаните и да вратат. И тоа во моментов се случува. Договорот беше прва година, се продолжи втора, сите шпекулации беа дека Максим ги купува гласачите на тој начин, но еве го, функционира и трета година. И ако јас останам градоначалник, не само што ќе го продолжам тој проект, кој што е користен, ќе го унапредам, веќе следната година ќе распишам нов оглас,
каде што повторно ќе има поголем број компании кои што ќе имаат обврска да го подобрат квалитетот на возилата, да ги зголемиме бројот на линиите таму каде што во одредени шпицеви кога имаме многу патници да се зголемат бројот на возилата за да патниците не чекаат и да можат сите да го искористат тоа право, да се регулираат линиите во временски интервали кога има мал број на патници да се прескокнат и да се воведат линии дополнително во вечерните часови, вклучувајќи ја и недела. Колку тоа ќе чини, тогаш ќе разговараме со самите превозници, бидејќи главните средства кои што исто така превозниците ги користат и каде што исто така влечат финансиски средства, тоа е превозот на ученици. И морам да кажам дека кога беше сменет во периодот на минатата власт законот за превоз на ученици, сите ученици беа таргетирани во една група. Добро. За жал не треба да биде така. Да се возат со јавниот превоз. Лицата со учениците со одредено ниво на попреченост. Мора да изнајдеме законски основ да им организираме посебен превоз на ученици. Законот тие не се мора со придружба, така? Не само со придружба, треба да го користат постоечкиот јавен превоз, тоа е несоодветно. Во минатото, значи, така беше, се возеа со такси возила, денеска мора да бидат во придружба, немаат сите образовни асистенти Так. со нивните родители и го користат постоечкиот јавен превоз. Тоа мора да се смени, а во Куманово е една од ретките општини каде што учениците во основно училиште се уште се возат во најголем број на случаи, ако ги иземам оние многу оддалечени села, со посебен автобуски превоз кој што се организира само во термини за тие групи на ученици. Тоа го нема секаде. Зошто? Затоа што тоа го правиме во договор со превозниците. Видете, јас не влегов по одбиемување на постапката тендерска во војна со превозниците. Се сеќавате дека на почеток на вториот мандат тргнаа да ми протестираат како што протестираа и кај Даниела. Зошто? Направив легитимна, транспарентна постапка, па поединци не беа задоволни. Поединци кои што и до ден денеска не се задоволни и на овие избори некои од нив и работат против мене, но не е спорно, се уште се вршители на таа дејност. И јас влегов во преговори, им реков јас не сакам да ве оштетам, да направам отпад за автобуси во Куманово. Куманово нема капацитет, нема свој автобус. Следна година очекувам во рамки на јавната набавка на владата преку Министерство за транспорт и врски и Куманово да добие одреден број на возила, истите да ги дадам, значи на управување на јавното предпријатие Куманово паркинг, на кое што веќе му дадовме 2 автобуси, со кој што се врши бесплатен превоз на сите спортски тимови и екипи. Тоа го нема исто така ниту еден град во Македонија. Да го зголемиме возниот парк и да ги земеме одредени линии, да ги организираме, да се возат преку нашето јавно предпријатие. Но тоа не значи сите превозници, приватни превозници да останат без работа во Куманово. Спротивно на тоа, ќе ги стимулирам, бидејќи излегува конкретни. Бидејќи не е како порано само да ја молзат кравата и никој да не ја рани, туку сега ја молзат, ама и ја ранат кравата. Добро, интересно според ова, го слушам неколку пати. Сега одиме на уште едно прашање. Ве обвинуваат за бекатон политика. Кој е твој став околу тоа? Сеќаваш на нападите дека вака. Ајде. Значи, ја имам поставено 91.000 метри квадратни бекатон плочки. Само да додадам уште една реченица. Вела дека Максим Димитриевски, твоите политички противници, вела дека има пад на гласови во централното градско подречје, а има пораст на околните населби во Куманово во кои се гради бекатон. Ми интересира. Имам 340.000 метри квадратни тампонирање и расчистување на патишта. Добро. Значи, 348.000 метри квадратни асфалтирање и реконструкција на патишта. Добро. Значи, 348.000 метри квадратни е многу повеќе од 91.000 метри квадратни бекатон плочки. 27.000 метри квадратни изградени тротоари. Видите, ова јас на памет не го зборам. Сето тоа што го пишува овде, е овде ставено со слика и со доказ. И по година и на која локација. Добро. Значи,
27.700 метри атмосферска и фекална канализација. Добро. 9.800 метри водоводна мрежа и 7.250.000 метри кубни испорачано газ до крајни корисници. Добро. Значи нема друг во Македонија со такви резултати. Ако ги поделите по глава на жител и многу други проекти. Тоа не е бетонизација. Како не беше бетонизација до вчера кога Дамјановски редеше бетон плочки? Јас тоа го видов од него, јас тоа не го измислив сам. Како не е бетонизација на Скопје кога Орце Георгиевски го гледаме или другите колеги Митко Јанчев кога редат бетон плочки. 100 пати е подобро во населби каде што нема целосно решена инфраструктура, тие површини да ги затворите со бетон плочки, отколку да им ставате асфалт, потоа да ги раскопувате, да интервенирате подземно, бидејќи ако тие луѓе таму чекаат за комплетна подземна инсталација да се инсталира, тие луѓе нема да добијат можност да не газат кал уште следните 20 до 30 години со ова ниво на фискална децентрализација. Затоа не треба да се замајуваат граѓаните и сега се вратам на прашањето на падот на гласови. Да, повели. Пад на гласови нема. Има зголемување на гласови. Добро. На многу места и тоа е веројатно резултат на интензивната работа на тие места. Јас уште кога влегов во првиот мандат, излегов пред граѓаните на Куманово, а бев мотивиран од еден разговор на возачот на градоначалникот на Бања Лука, кој што дојде во посета на Куманово далечната 2017 година. Излеговме заедно од општината, улицата беше цела во кал пред општината и возачот на градоначалникот на Бања Лука рече, ќе цитирам на српски со овие зборови: "Ја прљави град у животу нисам видео со оволико кали." Јас пропаднав во земја од позиција на градоначалник. Седев тогаш и размислував по цела ноќ, па чека, јас не можам светлата да ги променам во градот, заглавена општина, банкротирано се, како ќе направам улици? Тоа ли беше Реков. она на Телма, само кратко извини, кога велиш дека сакаш градот да го средуваш од надвор кон центар, да се заштити тогаш градот излегов од кал. кај граѓаните на Куманово. И им реков на првото интервју на телевизија Плюс. Така. Почитувани граѓани, ако сакаме да го градиме Куманово, првенствено треба да ги плаќаме јавните давачки кон Куманово. Добро. Граѓаните во тој момент по основна даноци и такси не платени, а голем дел од нив застарени, должеа на Куманово некаде над 7 милиони евра. Направивме анализа се што беше застарено по претходен годишен извештај на ревизија и со одлука на совет го отпишавме. Видите, тоа се фиктивни пари, не можете да ги наплатите. Но и реков, ќе бидеме ревностни во прибирање на даноците. Јас не ги покачив даноците, но го покачив процентот на наплата. Од 60 на 90 и повеќе проценти, тоа го потврди економски факултет. Ние сме најуспешна општина, но најбитното е го зголемив бројот на даночните обврзници. Зошто? Бидејќи најбогатите луѓе со најголем имот во Куманово не плаќање данок со години, истите им го лоциравме имотот и ги оданочиме согласно закон за 5 години наназад. Општината прибра средства и тогаш почнавме да испорачуваме проекти. И рековме, ќе го средуваме градот од надвор на натре. Ќе го заштитиме централното градско подрачје од силното лоби влијание на градежно-урбаниот сектор, кој што претвара квадрат земјиште во квадрат стан за создавање на профит, а нам ни генерира урбан хаос. И се соочив со сериозен притисок, нормално е. Отворивме нова градежна зона, доле на локација кај бензинска пумпа Мак Петрол, пред Проевце, и дадовме можност да се гради таму во првиот појас. Добро. Дополнително, значи го затворивме центарот на градот. Вие немавте ни една градба во мој период во тоа подрачје. Видите, мене ме носеа како најголем криминалец на суд пред 2 години, зошто не дозволував и штитев јавен интерес да не се изгради објект до школска амбуланта, кој што еве го никна и го крстија Виктори. Победа. Да, победа. А при тоа, кога го изградија истиот, им давав можност, немојте ве молам да го градите на 10 спрата,
Градете го на 4 и дајте можност сите да реализираат градежни маркици кои што беа претходно вцртани. Не. Еве ме носија, судот се произнесе, тоа е обвинителство, рече пупу не важи. Од кого? Па бев процесуирана постапка кривична пријава против мене од обвинител, чиј што брат вработен во општина Куманово претходно, во постапка во општина Куманово интерно е фатен со други лица за недозволени дејства и процесуиран во обвинителство. Видите, таму ми пишува кривична пријава луѓе кои што подоцна ги застапуваат тие наводно оштетените кои што всушност не биле ништо оштетени. Но како и да е, вистината се знае. И јас во тој процес објаснив на граѓаните, го правам Куманово од надвор на кај внатре. Видите, многу е лесно вие да гребете асфалт во центар на градот и да правите нови улици. Многу е тешко да изградите таму кај што нема ништо изградено. Второ, пред да се изгребе вашата улица Моша Пијаде, треба инфраструктурно подземно да се среди комплетно. Што тоа значи? Да усогласите со ЕВН да ги спушти сите кабли под земја. Да изнајдете начин. Да чека ново копање, тога ќе работи. Дефинитивно да. И јас тоа се извинив на граѓаните, ама не може да работи општината ако не копа. Да. Но ќе бараме да се подобрат стандардите на изведувачите со поголемо ниво на заштита, со поставување на премини и така натаму. Во спротивно ќе ги исклучуваме од работа. Дополнително, значи сите оние кабли кои што беа дозволени не сега, пред 2017 беа поставени, кабловските телевизии тргнаа да никнуваат некаде во Куманово 2005-2006 година, па нааму, нас само Спајдермен ни фали. Јас ги повикувам кабловските оператори и им викам, симнете ги каблите, а ти викат нема проблем. Градоначалник земи клешта и сечи си ги, цело Куманово ќе снема интернет и кабловска телевизија, по тебе ќе викаат, нема да викаат по нас. И чаре, кој е? И чаре, ништо, етапно да се спуштаат фаза по фаза, како што е во модерниот свет, но мора да платат истите кабловски оператори за тоа. И на тоа се согласуваат Ајден и Телеком, но полека ќе се согласат и останатите и ќе го изрегулираат. И ова улица Моша Пијаде ќе биде една од првите улици која што ќе биде изведена така. Видите, тука треба да се копа нова канализација на длабочина од 8 метри Маријан. 8 метри длабочина. Првично не можете да најдете фирма која што сериозно ќе го изведе тој градежен зафат. Секој метар по метар робот треба да биде обезбеден од страна со посебни подпирачи, те кои треба да се спушти 8 метри, па да го дислоцира стариот канал, па да намести нов канал. И за прв пат во најстарата улица во градот да се изведе атмосферска канализација. Па што не го извеле претходно? По комунизам бе Маријан не го извеле. Зошто не го извеле? Или требало да се најде некој... Се нафатат. Апсолутно се плашеле, густо населен дел на градот, реакција. Јас храбро влегов во тој проект, не влегов популистички. И сега тие кои што ја знаат оваа работа, Добре. како се води постапката, се најголемите критичари, одат кај граѓаните им кажуваат, гледате Максо што ви направи. Една дама ме сретна од 16-токатница еден ден. Прошлиот пат кога бев на увид кај малиот плаштат. И ми вика, многу сум ти лута, но повторно ќе те гласам. Зошто? Па ми ја раскопа улицата. И објаснив дека доколку не се раскопа истата, која што за една година ќе биде по сите стандарди и нормативи и возилата нема веќе вака да се паркираат, него по страна, уредена со сите нишани, ќе биде горда на тоа. Но мора да помине тој процес. Се прават прекопи, се правеа дополнителни анализи, контрола на работата на изведувачот, надзорот, се копаа нови дупки и така натаму. Секаде каде што се работи. Отидете во индустријска зона Новини Речици. Тоа е најголемата наша инвестиција во моментот. До вчера беше една обична нива, 60 хектари површина. Па тоа ви е по површина како еден добар дел од градот. Еден нов град се гради. Видите како е раскопана таму, а се гради се од ново. Се вади некаде 2,5 метри земја. Разговараме скоро еден сат, ќе биде ова како кај Ландон, да помогам. Нема проблем, ја ви стојам уште малку на располагање, па вие проценете како и што ќе ставувате прашања. Одиме сега со ѓубрето. Знаете како велат, дека Куманово се дави во ѓубре. Твој став. Дали е Куманово затрпано со ѓубре, кај може, кај е чарето Куманово да си? Имаме последните 2 месеца сериозен проблем со јавно предпријатие. Добро. Во кое што јавно предпријатие упадна извршител.
да изврши давател на јавни услуги, тоа е феномен во право. Ама кога имате ваков председател на суд, кој што дава такви согласности и мислења, кој што е многу близок со одредена политичка елита и дополнително близок со одредени квази новинарски организации, кои што секојдневно идат по Куманово и плюкаат по градоначалникот дека се е лошо и така на. Видите, вие ако сакате да сликате дупки во Куманово, дојдете со мене, ја ги знам сите. Ќе ви ги покажам. Дупки има колку сакате. Што не ги закрпиле. Јас не можам да постигнам да ги закрпам сите. Прво го крпев бурето од кое што течеше во општина, го закрпив, па јавните предпријатија ќе останаа тие чистота и водовод. И овој експертот за ред сега, кој што една не закрпи таму, остави поголеми долгови него што претходно беше самото јавно предпријатие. И сега се предава он ред ке направил. Нема проблем, ајде да видиме каков ред ке направиш, ама по примерот таму кај што си менаџирал. Таму ред не си направил. Јас направив ред во општина Кула. Добро, искрено да питам, вработените во ЈП Водовод немаат крупни забелешки на неговото. Ќе немаат, зимаат редовно плата сите луѓето, но што прават допринос за градот. Тоа јавно предпријатие нема изградено 1 метар должен водоводна и канализациона инфраструктура. И ќе кажат по законот општината треба да го прави. Не. Тие треба да имаат годишна програма, но немаат кондиции да го прават тоа. Одете во еден Прилеп и ќе видите. Прилепското јавно предпријатие годишно прави ваква количина на водоводна мрежа по 9 километри. Како за Прилеп и за Скопје може, во Куманово не може? Најлесно е да ги држите задоволни вработените. Па он еден менаџер внатре во фирмата не сакаше да смени. Зошто? Политика на незамерање. Максим не може да биде добар за сите. Ако сте менаџер, за едни ќе бидете добар, за други ќе бидете лош, особено за тие кои што ќе ги бркате да ви даваат резултати. Па мене во општина Куманово вработени барем добри 30 до 40% не ме сакаат да бидам таму. Зошто? Па барам резултати. Тоа не е таму случајот. Таму се најголеми платите, сите се задоволни и нормално е ќе го сакаме директорот. Не треба да го сакаме директорот. Треба да давате функција која што е во функција на граѓаните. Зошто? Ми треба нова водоводна, нова канализациона мрежа. Знаете дека во Куманово има луѓе кои што немаат канализација, а плаќаат канализација. Како е тоа можно? Тогаш одите во јавно предпријатие кое што наплаќа канализација, а кога ќе треба да оди да им исчисти септичката јама, им наплаќа по 2500 денари плюс. Не ќе им дадете услуга бесплатно, ќе им ја платите, ќе им исчистите септичката јама. Значи многу е лесно да се биде директор популист. Многу е тешко да се биде директор реформист. Како вие ќе спроведете реформа и ќе направите ред? Кој ред ќе направиш? Значи јас го правам редот. Едно по едно. За сметот да се вратам. Зошто е проблемот со сметот? Затоа што се направи упат во јавното предпријатие, се подпиша основни средства за работа. Феномен во Македонија. Еден ден некој за тоа ќе одговара. Многу брзо ќе дојде и демонтажата на тој заробен, корумпиран судски систем кој што го имаме не само во Куманово, во Македонија, но тоа е процес. Обвинителство, републички судски совет, тие органи ќе се охрабрат суди и професионалци, ќе ги сменат луѓето и таквите кои што ги ставаат во заложништво судовите да бидат институции кои што ќе судат по претходна политичка одлука и врз база на креирање на политички сценарии. Целта беше да се блокира пред избори јавното предпријатие Чистота. Зошто? Затоа што тука граѓаните се најчувствителни. Видите, јас во тоа јавно предпријатие обезбедив повеќе од 15 нови возила. Својствено е за вас да во моментов не работат 12, од кои што на 6 им се скршени менувачите. Тоа се сериозни кварови. Кој ги вози? Ги возат луѓе кои што на времето биле примани по партиска основа и денеска ги гледам на партиски митинзи. До вчера поддржува еден кандидат, сега друг кандидат. Секако дека има саботажи. Но тоа се дела кои што многу тешко се докажуваат. Сега имаме голем број на дефекти, но ќе ги решиме. Ги најдовме фирмите и покрај тешката финансиска состојба ќе ги решиме проблемите. Друго, кога дојдов на позиција градоначалник, во тоа јавно предпријатие имаше над 100 луѓе вработени кои што работеа по договор на дело повеќе од 4 години за плата од 12.000 денари. Тоа е Маријан катастрофа. Денеска не е така.
Но за жал за долговите направени во период 2004-2006, 2008, 2009, 2010, 2012, неплаќање на ДДВ и огромните камати кои што ги јадат. Многу слична ситуација и во јавно предпријатие Водовод. Но таму, знаете, водата тече, наплатата оди и има доволно пари само да се поделат за да се намират вработените. Ете, вие имате ситуација, ви доаѓа вработен, ви ја злоупотребува положбата, ви носи средства, се води постапка, уште чекам одговор од обвинителството и епилог, за да санкционирам поединци. Така да премногу е сето тоа лицемерно. Куманово ќе подобри состојбата со изнесување на смет. Први воведуваме полуподземни контейнери. Добро. Првично, тешко создаваме навика да ги користиме соодветно и добар дел од нив се уништуваат. Нели убаво изгледаат истите кои што се лоцираат. Много косувави, да. Да, немавме контейнери, немавме корпи, немавме возила, немавме ништо. Тоа јавно предпријатие денеска има собствени камиони за чистење, зимско одржување, повеќе не плаќаме пари на приватни фирми, сами го правиме тоа, самите за себе си. Дополнително нови возила кои што за жал се уништуваат, кои што редовно ги сервисираме по завршување на изборите, како и во многу други, буџетски ќе интервенираме, плюс договараме стратегија со владата, како да се ескивира долгот кој што го должиме кон јавни предпријатија во државна сопственост и управа за јавни приходи. Добро. За обврски кои што се создадени кои ја не сум бил ни можеби активен во Само ќе ми политика. дозволите нешто. И да ги надминеме тие проблеми. Прекинем. Се ова што го објаснуваше окей. Јутоа граѓаните, еве, те држам за збор што се кажа, значи граѓаните барат чисто Куманово, да го решиме ѓубрето нака како што Ке го имаат Куманово. Ова што го кажат и граѓаните велат, еве се нека е така, ме сакам градот да ми е чист. Куманово ќе биде чист град. Добро. И тоа е процес, Маријан. Кога вие имате обструкција и кога имате наследени проблеми, тие проблеми не можат да се решат преку ноќ. И затоа ние во хигиената варираме. Второ, ви реков, јас тргнам да го средувам од темелна нечистотија градот. Видете, на секој дожд, ние во Куманово имавме 2 сантими кал на главните градски улици до плоштадот. Денеска не е така. Не, но ќе го средиме и од тој смет и од нечистотија. Друго, има сериозен проблем со вработување на лица. Ние имаме еден куп на луѓе кои што користат социјална помош, кога ќе ги побарате да дојде некој да земе метла, не сака. Беа набавени метларки, поради сериозен проблем во сообраќајот и паркирањето, ако сообраќајна полиција не ви се вклучи да ви го расчисти местото, вие не можете да поминете со машина да ги исчистите улиците. Сега ќе кажат кај се паркинзите. Паркинзите ги немало и порано, но сега имаме 30.000 возила во Куманово. Полека ќе се тренираме. Афганистан и Ирак си го направи, тоа број на возила. Не само Афганистан и Ирак. Број на возила. Го направи Палас, го направи локалитетот Джарто, го направи, значи, Бербери зградата, го направи поранешена Тракторска, Добро. го направија сите тие такви градбини зградот, кај што беа трансформирани куќички во мини зградички, кои што луѓе денеска имаат сериозен проблем да се стекнат со имотен лист, бидејќи поседуваат дел од твој стан, дел од мој стан, дел од ходникот и така натаму. Сето тоа беше направено до 2017 година. А патот и трасирањето на патот да се направи тоа беше направено во период, значи, од 2000 до 2005, кога беше донесен фамозниот поранешен генерален урбанистички план, кој што беше во функција на поединци кои што седеа тука од Карши во едно проектантско биро и правеа планови, а во меѓувреме нивните најблиски пријатели одеа низ Куманово и купуваа земјиште. И истото потоа го трансформира во градежно земјиште со тој генерален план. Види, таа градежно-урбана мафија во Куманово не функционира од вчера. Таа своите темели ги има поставено овде некаде од 95 до 98 година. И од тогаш тргнува таков план за урнисување на Куманово. Видите, кога беше главен градски архитект Рада Джартовска, или главна во урбанизам, тоа не беше случај. Бидејќи истата кога ќе повлечеше линија,
Таа линија мора да се почитува. Ако не ја почитувате, ќе ви дојде еден жике од инспекција, мал беше, ќе ви каже руши тука. Денеска не е така. Системот е кородиран. Па јас мора да барам луѓе од организиран криминал да водам постапки против мои службеници. И никогаш не завршија до крај. Многу теми отворим, да видиме малку поефикасни. Значи, одека имам забележено, барам уште едно ветување. Сум запишал гробишта, пионерски дом. И овде извичник рак рана. Барам посебно ветување. И за пионерскиот дом, за гробиштата, знаеш во каква состојба. Ако ви ветам, ќе ме гласате? Како му кажа, гласањето е тајна сега, така да... Ветување. Еве, давам ветување и пред вас и пред Кумановци. Ако го добиеш трет мандат, барам конкретно да ми кажеш што ќе направи со градските гробишта, веќе тоа горе, јас разговарави со мои претходни соработници. ВЦ-то не е средено, кое е баш онака иритира страшно. Овде во оваа програма ги има градските гробишта. Добро. За градските гробишта и комплетна реконструкција на капелите. Добро. Е веќе одобрен, аплициран е проект, одобрени се средства и следната година ќе биде реконструиран комплексот на капели на градските гробишта, вклучувајќи и дел од партерно уредување на просторот и самите тоалети кои што се користат таму. Тоа е веќе влезено и се обезбедени средства. Тоа се средства преку оној унгарски кредит кој што Тоа те држав за... Да. Тоа е веќе влезено во годишна програма на општина Куманово. Ако ја погледнеш програмата, веќе го има и средствата се обезбедени. Што се однесува до пионерскиот дом, тука е малку подолга прикасната. Општина Куманово во последните 8 години поднесе 6 барања до ресорното Министерство за труд и социјална политика да му го додели пионерскиот дом, бидејќи ничија земја и оставено само на себе си, дури општина Куманово нема права ни да го исчисти, за жал. А пишува редовни писма. Граѓаните тоа не го разбират. Ама сега не го разбират, ама јас можам тоа што го можам, јас сум легалист, работам по законот, не можам јас да направам кривично дело. Ако влезам во објектот, како општина Куманово, правам кривично дело. И таму, и во хотел Кристал поранешен, и во најголем дел на објектите на Бисерка. Тоа го разбират, не го разбират како не можете да се договорите со луѓето не од можете да се централната договорите затоа што имавте луѓе на централна власт кои што ве обструираат во континуитет и не сакат да дозволат со нивните пенкала да вие бидете уште поуспешен градоначалник и при тоа директно правејќи му штета на сопствениот град. Видите, таму е направена реконструкција на детска градинка. Еден дел од пионерскиот дом е направен и е реконструиран во функција на детска градинка, без никаков документ. Спротивно на законот. Се на црно. Се на црно. Треба да одговара некој, не може да се впише објектот затоа што објектот нема намена социјална и детска заштита. Не може да биде детска градинка, но тоа е изградено. Што прави? Вториот дел. Добро, стек. Значи, конечно не идуваме на разбирање во владата, поднесуваме барање на владина седнице, на генерален секретаријат, добив најава дека ќе биде позитивно мислење. Истиот ќе биде преостапен, како што своевремено беше преостапена и Соколана, а и спортската сала, која што нели Максим ја градел 4 години, а они ја уриваат 40 и кусур години, шајка не оставија таму. Ама ја ја направив. Добро. Значи, истиот тој објект по нивен пример ќе биде реконструиран во најскор временски период. И истиот ќе биде трансформиран во еден младински хаб, бидејќи веќе нема пионерски домови, кај што ќе имаме и мини сцена, каде што и дополнително просториите ќе се користат за одредени активности, бидејќи тоа е идеално место, изградено помеѓу едно основно и едно средно училиште, кое што тоа основно во моментов после 80 години за прв пат се реконструира, ако гледате, а средното е веќе комплетно реконструирано, како и други останати 16 училишта, вклучувајќи ги и сите средни училишта. Но видите, јас ниту еднаш не отидов да сечам лента ми, можеби тоа ми било грешка. И можам да ве разберам вас, новинарите, кога ќе говориме на вакви отворени теми, видите, јас сум отворен соговорник. Мене Куманово по тоа ме препознава, видите, јас сум специфичен. Мене човек или ме сака, или не ме сака. Проблем е што немам средина. Значи, кога ќе говориме за лошите работи,
да објавиме дел и од позитивните работи кои што се случуваат. За мене Куманово не е црна дупка како што велеа некои мои против кандидати, па не успеа ни подразно да допрат до вториот круг. Туку е перспективно место на живење, кое што ќе отвора нови перспективи на младите, кое што ќе развива нови индустријски зони, кое што ќе развива економија, каде што ќе отвора нови работни места, кое што ќе гради нова инфраструктура, кое што ќе ги подобрува квалитетот на условите за учење и работење во Куманово и каде што конечно еднаш за секогаш ќе го исчистиме градот и ќе ставиме вистински ред, а не само како фикција која што се базира на одредени филозофски мисли. Бюрократи не можат да го водат Куманово. Можат да го водат само луѓе од акција. А таков сум јас. Добро, јас имам уште многу прашања, не знам колку време имаме, меѓутоа, еве, имам забележено... Јас се извинувам, но веќе ми алармира тука дека за 15 минути имам, знаете и самите, договорен настан, така да за 5 минути би ве замолил да преврши. Инаку многу ми е пријатен разговор, после избори, без разлика на исходот, ќе дојдам отворено и ќе проелаборираме до крај. Јас само сакав да порака за угостителите. Многу важна гранка во Куманово. Што може да поручите за нив? Овдека имам запишано околу градинка, имате најавено нова во Зелен рид за 400 деца. Дали има Куманово потреба од нова градинка или има шанси некој објект да се пренамени, бидејќи вака ако одиме на варијанта со нова градинка и новата учебна година ќе ја пречекам без нови капацитети за децата. Тоа ми е едно од прашањето, ова кажа за гостителите. Има прашање за медиумската слика во Куманово, али тоа ќе го ставиме за некоја друга прилика и ова е втор круг вашиот против кандидат, што мисли за него, дали постои опасност да биде Кумановска Данела и тоа се и порака до граѓаните. Сега крај да е Куманово да ја доживее судбината на Скопје и никогаш не сакам повеќе да се повтори тоа што се случи во Скопје. Тука ви е мојот одговор за тоа, бидејќи ви покажа од пракса дека ете што му се случува на Скопје пред прак на еколошка катаклизма. Во делот на детската градинка потребни се 3, не една, 3, па можеби и повеќе детски градинки. Ама додека 12 барања имавме, ни едно не ми беше одобрено. Сега со новата влада едно поднесовме, веднаш ни се одобри. Скоро 2 милиони евра ни се обезбедени. Добро. Имаме локација, она фамозна локација кај што се исплаќаа милионски средства за наводна експроприација од 80-тите години. Општината изгубила на суд и јас морав да ги исплатам. Тие средства претходно дел исплатат и Дамјановски на таа локација на Зелен рид ќе се гради детска градинка со капацитет од 400 деца. Дали може да се пренамени друг простор или празно училиште? Не може, затоа што детска градинка може да организирате само во објекти кои што се стандардизирани за таа намена. Дури и не во сите објекти целодневен престој. Бидејќи градинката и целодневниот престој апсолутно се две различни работи, не може, инаку првично се обидувавме така. Дополнително следната година ќе бидат аплицирани уште двата проекти. Тоа е едниот на Бајрам Шабани, за кој што имаме идејно решение. Архитектонскиот факултет ни изготви 13 различни идеални решенија, ќе го разработиме до фаза на проект и третата локација е некаде во населба Карпош. Вчера добив барање и од граѓаните во населба Перо Чичо дека и тие сакаат, таму ќе се оди на целодневен престој, а доколку имаме некоја локација, бидејќи тоа се регулира во генералниот урбанистички план, кај можете да сместите детска градинка. За угостители. Угостителите. Сериозен проблем, значи акумулирам последните 20 и кусур години во градот. Јас се обидов што помалку да рушам, а што повеќе да прилагодам. Со претходната влада наидовме на некое разбирање, но за жал сите тие правилници кои што ги донесеме не се почитува од сите до крај и се прави злоупотреба на јавниот простор. По завршување на изборите ќе се донесе нов правилник од ресорно Министерство за транспорт и врски, кој што ќе гледа најголем дел на објектите кои што ќе можат да бидат вклопени. Сето она што ќе значи за поседнатост на јавна прометна површина и државно земјиште, доколку не се вклопи со истиот и истите не плаќаат закуп на општината за користење на истото, ќе бидат срушени.
останува, имам тука порака за граѓаните, овдека за втор круг, кои се најголемите разлики меѓу вас и вашиот противкандидат и зашто мислиш дека си подобро решение за Куманово од него? Накратко. Па тоа нема да го коментирам, бидејќи ќе бидам премногу субјективен, тоа граѓаните нека проценат. Јас само во оваа прилика, ако ми давате можност за завршен збор, би се обратил на граѓаните и ви ги повикал. Јас сум тој Максим Димитриевски, ваш градоначалник, сите ме знаете, кои не ме знаете лично, сте слушнале, повелете, излезете во недела на гласање, одлучете Куманово да го води одлучен човек, а не бирократијата, поддржана од одредени структури кои што за жал го доведува во ваква состојба како што денеска е. А ние ќе ги исправиме работите заедно. Ви благодарам. Благодарам што најде време да се видиме, се гледаме после изборите и да разговараме и за други теми. Почитувани, тоа беше Максим Димитриевски, кандидат за градоначалник на општина Куманово. Еве, од малку на брзина го завршивме овој разговор, меѓутоа неговите обврски и договорени нови други состаноци беше причина на ова да го завршиме малку порано. Се гледаме.